Ги разбирам луѓето кои што им се некако емоционално поврзани со ова ситуација, односно Република Македонија, македонски така натаму, меѓутоа ова ме потсетува на една ситуација каде што имаме брод кој што тоне и имаме остров таму кој што е подалеку и луѓето инстинктивно сака да останат бидејќи бродот е нели цврста градба, меѓутоа ние гледаме дека тој ќе потоне и мора да се одвоиме и да испливаме. И тоа е оној ризик што сите мора да го преземеме. И ова што го прави сега влада, јас така го гледам дека не дека Македонија, не сакам да кажам дека Македонија е брод што тоне, но ситуацијата е можеби таа и ние мора да се одвоиме од таа ситуација, да преземе чекори кои што имаат одредени жртви, мора нешто да се жртвува, не може све да биде како што сакаме ние, а доколку сакаме да стигнеме до некаде. Јас сум убеден дека ова што го кажува Клековски за реакциите во Грција, тие ги гледавме и кај нас. Ние имавме реакции огромни, нели имаше протести и влегување во парламент така натаму. Во моментот кога владата и јавноста успеа да изгради едно мнозинство кое што застана на страната на договорот, гледаме дека се менуваат работите драстично. Гледаме и во парламент луѓе кои што беа против, сега се за. И протести кои што имаше илјадници луѓе, се има десетици луѓе. И јас очекувам дека кога ќе заврши овој процес кај нас и во Грција, кога парламентот ќе го прифати, односно кога ќе го ратификува овој договор, дека и таму ќе се менуваат работите. И овој процес сега, ја го гледам и во уште едно светло, во уште една димензија. Мислам дека премногу повторно е тесен овај диапазонот на решавање на проблемите. И мислам дека е штета што не се искористи оваа прилика да се реши не само овој договор, бидејќи кога се интервенира во Уставот, а имаме сега бројка, требаше да се реши некои проблеми кои што... Например, за мене лично е огромен проблем останува тоа што албанците се именува како 20%. Тоа е огромна навреда за албанците. Ако ние збориме за Македонија дека државата има додавка, значи не се менува името, ја не гледам дека се менува името, го се додава една, како се вика, географска одредица, а албанскиот народ во Македонија се нарекува 20%, население кој што е на 20%. Поголема навреда, мислам дека не постои за било кој народ. И тие што барат од албанците да ги поддржуваат овие измени, во исто време се против промена на овој дел од уставот каде што не се кажува албанскиот народ или албанскиот јазик, кој се вика јазикот кој што зборат 20%. И мислам дека требаше малце пошироко и пошироко градо да се пристапи, да се реши и ова прашање и не само да се заврши ова драма со Грција, туку можеби ќе имавме еден устав кој ќе беше многу ќе обезбедеше порелаксирана атмосфера во Македонија и после завршување на целиот овој процес.